Аудиоплеерите во трите форми на Cloud сервисот Mega. Во мој YouTube видео го имам објаснето Cloud сервисот Mega и имам спомнато дека може да се чуваат и слушаат аудио записи, но никогаш ги немам објаснето аудиоплеерите во неговите три форми: десктоп, апликација и страница за мобилен телефон. Затоа во продолжение на овој текст ќе бидат објаснети сличностите и различностите на овие плеери. Текстот е пишуван според моје искуство со овој Cloud сервер и слушањето на песните низ неговите три форми. Аудиоплеер во апликацијата Mega. Во апликацијата Mega аудиоплеерот има кавер од албум со сива боја, во кој што се наоѓа нота. Под нотата е поставен прогрес бар со зелена точка, кој што се полни со зелена боја кога еден аудиозапис се репродуцира. Под самиот прогрес бар лево се сместени минутите кои што вртат додека записот е пуштен, а од десната страна се прикажани вкупните минути од песната. Помеѓу минутите е прикажано името на самиот запис. Најдолу ги имаме следните компоненти. Лево, стрелка со број 15 која што враќа 15 секунди назад од самиот запис. Копче за претходен запис, копче за старт и пауза, копче за следен запис и стрелка со број 15 свртена кон десната страна која што се употребува за патерување на аудиото 15 секунди понапред. Под стрелките копчето за старт и пауза. Копчињата за следен и претходен запис се наоѓа копче за репит. Ова копче е активно кога тоа е со зелена боја. Битно е да напоменам дека во апликацијата, ако во еден фолдер имаме различни типови на фајлови, пример фотографии, презентации заедно со аудио фајлови, плеерот нема да дозволи да се репродуцира следен фајл. Па за да се избегне тоа, најдобро е аудио записите да се во друг фолдер и на тој начин ќе може автоматски да се репродуцира следен запис кога ќе заврши претходниот. Еве слика за тоа сето што го објаснав. Следно, одиме аудиоплеер за десктоп верзија. Во десктоп верзијата на Mega, аудиоплеерот има поинаква форма. Најгоре е испишано името на аудиозаписот и под него е напишано колку аудиофајлови има во еден фолдер. Под името на фајлот и бројот на аудиозаписи, лево е поставено копче за претходен запис, десно е поставено копче за следен запис, а помеѓу нив имаме некаква визуализација која што се прикажува доколку аудиозаписот се репродуцира. Под копчињата за следен и претходен запис, како и самата визуализација, се наоѓа копче за пауза и пуштање на записот, копче за контрола на глас, тековни минути, прогрес бар, кој што има бела точка и црвена боја кој што се појавува додека записот се репродуцира, вкупните минути на аудиофајлот и копче за приказ на целиот екран. Аудио, визуалноста, има две бои, црвена и сива. Во овој плеер често знае да се појави еден проблем, а тоа е автоматска промена на брзината на аудио. Почнува со нормална брзина, а потоа се забавува, се забрзува и повторно се враќа во нормала. Еве го како изгледа. И третата форма е аудиоплеер за веб-сайт на мобилен телефон. Тука ги имам истите карактеристики како плеерот за десктоп верзијата. Еве сличи од тоа. И краток заклучок, од овие сите три плеери, по моје најдобро е аудиозаписите да се слушаат преку апликацијата. Зошто? Бидејќи од една страна се избегнува проблемот со менување на брзината и може да се овозможи автоматска репродукција на следен запис.